Копаничарство или дрворез, уметност во која целосно се внесува душата на резбачот, традицијата на народот на кој припаѓа, обележјата на времето во кое создава, својата душа ја презентира преку вештината и техниката од своите раце, кои го преобликуваат парчето дрво. Копаничарството е уметност, а потоа можеби и занает поради употребата на техника и алати кои можат да ја повторуваат веќе изработената форма. Проценката е според длабочината на резбата и тврдоста на дрвото, но тоа се однесува на трудот. Сепак, восхитот и пораката говорат најповеќе за изработеното. За да биде уметноста што покомпактна, оревот е дрво за резба, а токмакот е глетото ткајачите на магијата. Ова е 27-ма поред колонија, мора да нагласам меѓународна, значи веќе е меѓународна. Имаме копаничари од Република Бугарија, од Република Србија, за жал беа поканети копаничари од Република Албанија, меѓутоа не беа во можност да дојдат. Учесници сме 28 копаничари вкупно. Дел од младите, што ми е стварно жал што не може да ги видите, мора да заминат. Ако копаничарството во изминатите децении представуваше занает во изумирање, Битола може да биде горда што старата традиција се одржува и во модерната епоха на живеење. Дел од вината за продолжување на оваа традиција сноси Сдруженијето на копаничари на Македонија со седиште во Битола. Ние сме посебно горди што последниве години направивме една така широка кампања и ни дојда многу млади деца што со желба да го научат овој занает и нас не посебно драго. Само пак ќе кажам, многу ми е криво што баш сега не се тука, баш да ги видите еве. Меѓутоа се надам дека во некоја наредна прилика ќе имате можност и ќе ги снимите и да со нив се направи муавет. За копаничарството говорат милениумски стари археолошки ископани предмети. Повеќето занаети изумираат во Македонија, но копаничарството, прифатено како занает, има своји приврзаници, уметници, творци и уживатели и денес. Името и презимето на уметникот напишани со кирилично писмо, годината на изработка, но кога заминуваат од државата стои името на Македонија и резбите со вткаените македонска флора и фауна го освојуваат и пленат светот.